Беше најавуван како голем камбек на Столе Попов. Беше најавуван како филм со многу амбициозен буџет. Уште на самиот старт, подоцна повеќе кратно пробиен. Во текот на снимањето, уште се сеќавам, кога ги следавме написите, така, имаше многу возбуда околу тој филм, кога го правеше Столе Попов кастингот и така натаму. Неговите изјави беа дека филмот поникогаш, нели, го пробива тоа што е многу повеќе од очекуваното е захтевен и токму така и беше со Добалчак. Филмот се заврши, имаше своја премиера, нели, има некаква дистрибуција која исто така македонската јавност не е разјаснато каде, како и зошто го гледаат филмот Добалчак. Остана многу горшливи проблеми позади филмот. Остана долгови. Приказната за филмот Добалчак е ништо невообичаено од праксата која што ја применуваше премиерот пред тоа. Значи, не му беше проверена метода да ангажира познати уметници, актери, уште од самиот почеток. Првиот негов потек беше што ги качи платите на актерите, театар се гради нов и он тука ја виде својата можност за пропаганда и за реклама, што продолжи и со Балчак. Во моментот кога Милчо Манчевски им откажа љубов или се воспостави дека не е нивни, со мајки и со неколку негови изјави, не им бендиса и Милчо повеќе не беше во одредовите на луѓе на кои што они сметаат. Во тој момент на премиерот му се видело интересно, бидејќи цело време Столе бара да снима, но бидејќи јас сум работел со него и го знам дека Столе бара максимални услови, значи не бара ограничувања во смисла сега ќе ти дадам 30%, па после ќе ти дадам уште 20%, па не знам за разбежна сцена. Он не сними филм долго време баш поради тоа што неговите услови беа парите да идат тука на куп и да можем јас да располагам со нив. Но не е човек кој што мисли на пари кога снима. Туку е поопуштен, има зад себе остварени дела кои тоа му го овозможуваат и влезе така во Добалчак. Мислам дека основната грешка беше што и режисер и продуцент беше Столе Попов. Là-bas, c'est fait boucherie. Je sais. Jesmo komit револуција. Да? Да бе. Велат ова е ветрометина, никогаш не знаеш од каде ќе те подуе ветерот. Има еден принцип нема. Знаете дека нивната фирма Триангл ја зеде продукцијата на филмот Добалчак. Тоа е прва грешка. Се разбира, претходната грешка, тоа е грешка според мене, што потребата за да се слика и да направи пропаганда преку неколку режисери, сад не е окей да ги спомнувам, но се појавија тројца еминентни режисери кои што се сликаа со премиерот и кои најавија еден нов период на финансирање на филмот и тоа беа филмовите од национален интерес, 3 снимени едно по друго. Не едно по друго, мислам дека тој последниот е снимен малце подоцна. Но, они добија буџет и почна со снимање. И најверојатно, самото присуство на премиерот и веројатно они имале се почувствувале малце и покомотни, влегле и во долгови, надевајќи се дека бидејќи премиерот ги посети неколку пати во тек на снимањето, дека би можеле и понатаму во интерес на филмот, бидејќи од национален интерес и финансирани од посебен буџет, дека премиерот ќе отвори касата и ќе додаде уште малку. И тој додаде уште малку за Добалчак, но тие беа на многу расипан начин и дадени и потрошени тие пари. Сметате дека реално продукцијата немаше потреба од тие средства во план на снимање, реализација на известни сцени, туку биле веќе влезени некаде на друго место средствата, дека е во прашање што расипништво, нешто што можело продукцијски
да се изведе, а да нема потреба од такви дополнителни средства? Процес на правење на филм е пред се планира. Па се прави финансиски план, па според тој финансиски план, значи објекти, актери, не знам, трошоци околу снимање, колку денови снимање, смештај, дневници, се така, се прави план, се прави финансов план и се знае точно колку пари треба да се потрошат за тој филм. Не може ти, мислам, ќе добиеш толку колку што си планирал и во тек на снимање да се опушти да кажеш добро, да ќе дојдат и други пари, ќе дојде премиерот, ќе ни вети, ќе ни даде, ќе уценуваме, не знам како се дојдени до тие нови пола милион средства, но доста луѓе остана неисплатени за својот труд. Вие ги спомнавте дел од актерите, они направија премиера што досега не се случило. Еве, можам да ви кажам дека мене прв пат во живот, јас имам 70 играни филма, прв пат во живот ми се случува да не бидам поканет на премиера на мојот филм. А од кои причини тоа? Затоа што пред тоа дадов неколку изјави дека тоа што го прават они е недозволиво.